Господине Петковски, добро утро. Добро утро, Богдан. Благодарам исто така и вам. Не знам каде се наоѓате, всушност знам дека не сте во Скопје и дека сте во едно поубаво место отколку овдешниот асфалт. Што е, се разбира, добро за вас. Сакавме да ве чуеме утринава, бидејќи ме интересира и вашиот став околу ова вчераште што се одвиваше во клубот на пратениците. Добивме еден резултат кој што на прв поглед се чини конструктивен и кој што гледам дека помалку и повеќе сите го поздравуваат во реакциите од вчера, од утрина и така натаму. Која е вашата проценка после средбата на Заев и Мицковски во клубот на пратениците? Па добро, тако е првичниот впечаток, без сомнение, дека нешто добро направија и тие, и за партиите, што ги представуваат, се разбира и за државата и за граѓаните. Но би рекол дека се уште не мислам дека испишуваме историја, нели? Сите пофалија дека прв пат лидерите, председателите на најголемите политички партии во државата нешто направија конструктивно, се усогласија, направија компромис за нешто што е многу важно и тоа во многу важен момент. Не е момент да кажеме дека веќе испишавме историја, бидејќи пред реализацијата на тој договор постои едно огромно минско поле што се вика Собрание на Република Македонија, така да треба малку да причекаме. Во право ги господинот Џафери кој што предупредува дека тоа што тие го договориле во клубот на пратениците не значи дека може и да се спроведе во собранието. Па токму тоа рекол дека за мене собранието е навистина едно минско поле. Никој не може да очекува што ќе експлодира и каде, бидејќи многу убаво прозвучи овој договор. Толку е убав што ми изгледа и мене ја претпоставува на поголем број на граѓани дека е нереално. Но праксата покажува дека често пати кога ќе се пристапи кон реализација на еден политички договор, таму има многу непознати, бидејќи доминантен сепак е интересот личен, групен, партиски, па дури тогаш државна на четврто место е државниот интерес или интересот на граѓаните. Но со оглед на фактот дека Македонија како ретко кога може би они искушенија од 2001 година се наоѓала во многу тешка состоја како што е сега. Како со пандемијата, заглавени многу закони кои што ќе треба да помогнат на македонскиот бизнис. Односите со Бугарија кулминираат и апсолутно неизвестно во која насока ќе се одвива. Господине Петковски, го слушам тој список кој што и вие го кажувате на она што се проблеми и што е договорено, но кога човек малку ќе ги погледа работите од дистанца, се чини дека оваа средба која што вчера навистина ја проби таа блокада и така натаму, се надеваме, ќе видиме како тоа ќе се операционализира, но дека во суштина, како да кажам, не е јасно дали морало да доаѓа до средба на врвот на двајцата лидери на власта и опозицијата, за да во суштина се решат овие прашања зад кои не стојат не знам какви големи проблеми кои што може да спречат и ја спречуваат де факто иднината на земјата. Зошто беше неопходно ова игра на суети или е сепак некаква повисока политичка игра во која што вака обичните просечните граѓани можеби не може да ги довидат сите детали и поединости? Па не верувам дека е обична политичка игра. Дека Македонија често пати пали на туркање, тоа е показано во историјата. Па немој да се подценува ни интервенцијата на господин Палмен во оваа ситуација. Но убеден сум, тргнувајќи од она што тие двајца како лидери го направија и го сработија досега, дека сепак на преден план беше нивниот личен интерес. Зошто? Заради тоа што и двајцата сватија дека ѓаволот ја однесе шегата, дека работите отида многу предалеку и може да излезат напор од контрола, која ќе ги коста нивната политичка кариера и нивното обстојување на политичката сцена. Овие проблеми, не дај Боже да се случише, да пандемијата да земе пошироки размери,
pa pokušuvate da se, kako što ima sostaje da se već je inficirani s virusom, pa da počne ljudje u sebo pogolem broj da umirat. Pa v međuvreme i bojkotu da uspeje, što go najavува ВМРО, da pa ne daj Bože da se sluči še to posle ovije nastani koji što gi na politička scena isvrli založbatelji, jedna organiziranost na albanski politički faktor da se realizira, se pokrena cel jedan mehanizam na albanskите politički partiji na Kosovo, v Albanija, v Makedonija. Duri Artan Grubi i Pandel Majko počna i znamето да го шират ни цела Македонија. Значи, работата за нив двајца стана многу жешка. И тие сватија дека со глава во зид не се удира, ќе боли многу. И едноставно беа приморани да го повлечат овој потек. И многу добро прозвуче што во најдраматичниот момент за Македонија од сите аспекти почна граѓаните да гледат на политиката со едно огромно незадоволство и мислам дека сватија ова е нивната последна шанса која ќе треба да останат во политички живот. Јас така гледам на ова работа. Мислам дека еве и од ова што го читам како коментари, како некакви завршни сумирања на се што се случи, дека повеќе или помалку општата оценка е во таа насока. Мислите ли дека ваквиот договор ќе биде поддржан и од коалиционите партнери во владата, пред се мислам на ДУИ, не само помалите партии и така натаму, па и од ова што се нарекува албански блок во опозицијата? Па слушнав на првата реакција, барем по еден сегмент од тој договор по однос на пописот, дека албанскиот политички фактор во опозиција не е задоволен. Предпоставувам дека имало контакт помеѓу Заев и ДУИ. Предпоставувам велам според изјавата што е даде самиот Заев. Но за некои делови од тој договор, например како изборите и изборниот модел, тоа многу јасно го кажа ДУИ неколку пати дека за нив не има одговара една изборна единица со отворени листи. И не знам тоа как ќе се одвива. Значи, сите прашања ќе видиме вистинското расположение на партиите, на парламентарците, на водството на политичките партии во моментот кога на дневен ред во собранието ќе дојдат овие теми. Не сум сигурен дека дуи така лестерно би помина лесно преку овој договор, особено што тие многу очекуваа од овој попис и би вложија многу како политичари, што мислам дека добро, во крајна линија пописот се одлага за неколку месеци. Мислам дека тоа не е таква катастрофа со оглед на тоа што не сме имале 20 на години. Така што дали ќе биде во април или ќе биде после летото, ниту ДУИ нешто ќе изгуби, ниту албанците, ниту македонците, на крајот тие што ќе бидат попишани. Нема да има некоја голема разлика во однос на тоа дали неколку месеци ќе се одложи пописот. Рационален ум така размислува, меѓутоа овдека е муки се во прашање, не е рационално размислува. Господине Петковски, ви благодарам што еве утринава, не знам дали ве пробудивме, предпоставам дека не ве пробудивме, вие можеби и кафето сте го испиле. Ви благодарам за оваа утринска анализа, ќе ни биде драго кога ќе поминат сите овие ситуации да ве видиме и овдека во студиото, па тој разговор да го правиме и очи во очи што се вели. Со задоволство. Благодарам на поканата. Имате го ден. Благодарам. Да, благодарам исто така.